Здраво Македонијо, земја во која кога премиерот ќе прозбори на англиски јазик, имаме забава за цела држава. I'm gonna start as yesterday. Ihre Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier zu sein. And I will continue in English. It's gonna be safer. It's gonna be safer. Зошто бе? Па баш добро се снаоѓаше на овој германо-англиски со кумановско хмкање. Тоа многу добро го изведе. А можеш и на македонски јазик. Нели си го заштитил? Но не се, ајде на English, it's gonna be safer, of course. Како Изаев кога зборуваше англиски беше најсейфер на свет. Така си е најсигурно, така си риба во вода, свој на свое. Еве што има по тој повод да слушнат оние на дипломатската академија во Виена од тебе. About all the challenges we had on the road to become members of NATO and to start the negotiations with the European Union. And challenges you solve with ratio and with balls to make decisions. So this is how you do it, with ratio and with balls. Браво, таче, браво! А би им го рече. Им кажа дека требало да се има мадиња за да се решаваат спорови, мајсторе. Околу тоа дали имаш или немаш малку подосна. Сега засега останува гордоста на сите нас, на македонската држава, на сите граѓани во Македонија, без оглед дали сме или не сме во Уставот, сите сме горди од овој настап на премиерот кој им објаснуваше мадиња во Виена. А беше измислен и нов збор за сите кои сте љубители на англискиот јазик, како што е, например, Димитар Ковачевски. Currently, the Macedonian language is official not only in the United Nations and in NATO, but also in the European Union. Furthermore, Фрдрмр, како на жд, вк, пн, бкмк или како и да беше таа кумановска сложувалка. Второ, би сакал да е официјален македонскиот јазик во Европската Унија, но не е. Сепак, за тоа треба да жали ЕУ, особено Австрија, земја која уназадува во однос на Македонија. Односно, она што нам ни се случуваше и го слушавме пред 5-6 месеци, дури вчера и се случи на Австрија. And when you make these decisions, then you have one feeling which my Macedonian citizens had, and I shared the same feeling. It is a feeling like somebody is cutting with a knife through your stomach. This is a feeling which I had and which my citizens, fellow Macedonians, had when we were making these decisions. Balls. Па да, заре мислевте дека ќе пропушти прилика да каже како бил со нож сечен во стомакот кога потпишувал капитулација со Бугарија. Се уште додуша не е научно објаснето како може да си го заштитил идентитетот, да си го заштитил јазикот и историјата, а во стомакот си осекал дека те сечат со нож. Или еве поново да имаш мадиња во уста за да те сечат во стомакот. Но тоа е во делот на специфични медиумски науки кои може да дадат одговор, како и ова следна теза. I will paraphrase the question. That there is a veto from the opposition for the European path. So this is the first time that the veto does not come from the outside, but it comes from the inside. Because so far, the veto was always from some third party coming from outside. This time, the veto can come from inside the country. И во Виена, Таче Болс, експертот за мадиња, го посел своето бравурозно дело. Следното вето наместо Бугарија ќе го зададе македонската опозиција, игнорирајќи дека тој потпиша капитулација со Бугарија, поради која се крена цел народ, односно според анкетите 65% од целото население или 80% од македонците се против неговиот потпис со Бугарија, односно што тој произведе. Така што следното вето е потпишано од него, а не од народот кој се противеше на неговите политики. Ама може да гледа на светлата страна, бе, да го игнорира ова вето, бидејќи ние преговорите ги започнавме и тоа не сега, уште пред неколку години. Денеска е историски ден за нашата земја. Заедно напишавме историја.
Така е, историски гледано тоа е денот кога Македонија стана нашата земја. А точно и дека заедно испишавте историја. Само не е македонска, туку е бугарска. Инаку, ова е денот на првото гласање за промена на името од вкупно оние 3 гласања. Подсетувам на ова, не само затоа што е поврзано со денешните случувања, туку затоа што и начините на делување на Таче, кој зборува за Мадиња во Виена, и на Заев, кој Европа ја нарекуваше most sexy pill lady, се многу слични. Откако огромно мнозинство од излезените гласачи на референдумот го одобрија договорот од Преспа за членство на Република Македонија во Европската унија и НАТО, денес Собранието на Република Македонија, следејќи ја волјата на граѓаните, со двотретинско мнозинство овозможи да зачекориме низ отворените порти во најголемите западни сојузи на светот. Еве како овој вол, неуспешниот референдум го нарече волја на народот, а принудното гласање за промена на име под закана со огромни затворски казни го нарече следење на волјата на граѓаните, кои го бойкотираа референдумот. Тотално лудило, нешто како и неговиот наследник. Не е битно што мисли и што сака народот, туку што мисли и што сака премиерот. Димитар Ковачевски, кој патем не беше избран на избори, вели дека на него било да носи тешки одлуки и да ги внесе бугарите во уставот. А ако во минатото се слушал гласот на народот, Македонија денеска ќе била без рамковен договор и надвор од НАТО, вели тој. Во 2001 година, ние уште ќе немавме Охридски рамковен договор. Ако ги погледнете анкетите, при носењето на договорот од Преспа, ние уште немаше да бидеме членка на НАТО. Ако ги погледнете анкетите, при прифаќањето од страна на Собранието на заклучоците за европскиот предлог и отпочнување на преговорите и скрининг процесот, па ние уште ќе немавме отпочнато скрининг процес. Исто и сега. Лидерството е да донесете одлука за иднината на сегашните и на идните генерации, а не да се криете зад народот. Така е, не е важно што мисли народот, важно е што мисли Ковачевски. А тој мисли дека ако го слушаш народот, тоа било криење позади народот. Баш демократски, нели? Што има да се слуша народот? Народот не знае, ти знаеш Таче, ти имаш болс, но не треба да се грижи Ковачевски многу нешто околу ова, само треба да го цитира неговиот претходник, кој ги почна преговорите, уште кога го сменивме името. Македонија ќе биде дел од европското семејство. Нашите сонови и визии за подобар живот во подобра земја ќе бидат исполнети. Со оваа историска одлука и процесот на членство во Европската унија ќе започне веќе следната година. Го имаме датумот. Ова е историски момент. Уште во 2018 година ние го имавме датумот за преговори. Преговорите започнаа, мислам, во 2019 неколку пати. Сега пак започнаа во 2022, а пред тоа почнуваа неколку пати и во 2020 и во 2021. Значи, ама сега онака најептен најмногу започнаа преговорите, бидејќи Ковачевски имаше Мадиња и со нож во стомакот го заштити идентитетот и јазикот. Ама и сепак прво да провериме дали започнаа преговорите. В момента мога да кажа, че ние сме в състояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка до последния момент, включително с помощта на президента Макрон, първата междуправителствена конференция или началото на преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в Конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Така че това е състояние на вето. Преговорите не се започнати, затварам цитат, Румен Радев, председател на Бугарија, и човекот кој се фали дека со барањето на така наречени човекови права кои биле нарушени, нели, на бугарите во Македонија, ги замаскирал суштинските барања на Бугарија, а се поврзани со историјата, идентитетот, јазикот и така натака. Но Таче со Мадињата во уста се фали дека не било така. What we ensured, and which was not possible in the past, a clear Macedonian language and identity with all its cultural heritage recognized in the European Union. And this is done. Together with all the other official languages of the European Union approved by all the 27 countries members of the European Union. Who could have imagined?
Се пофали и во Виена дека чист македонски јазик и идентитет зачувал, откако претходно им се жалеше дека со нож во стомакот бил сечен за време на преговорите со Бугарија, односно капитулацијата пред Бугарија. Но да не ве дефокусирам, да останеме на јазикот. Ајде да видиме дали и за јазикот таче лаже како и за преговорите. Ова е Теодора Генчовска, поранешната министерка за надворешни на Бугарија. За официалния език на Република Северна Македония изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. България не признава техния официален език. Бугарија не го признава македонскиот јазик и Генчовска повика дека целосно се согласува со декларацијата на Народното собрание. А сега да се подсетиме и на неа. Ова стои во најновата декларација на официјална Софија околу бугарските позиции за нашиот јазик. Таму се дообјаснува дека за Бугарија тоа е кодификација на бугарскиот јазик. Создавањето на македонскиот јазик во 1944-45 година во поранешна Југославија беше чин на секундарна кодификација, рекодификација заснована на бугарскиот литературен јазик, дополнително збогатен со локални форми. Но сепак, таче вид болс го зачувал јазикот. Бугарија има конзистентна надворешна политика, ние имаме човек кој вака вели и Грција и Бугарија. Only 2 years ago, that and Greece and Bulgaria will approve this. And Greece and Bulgaria and Greece and Bulgaria. Како се викаше бе дека и Грција и Бугарија подпиша? Да, ми текна. And Greece and Bulgaria. Браво! Ама уште сме сега кај јазикот. Ајде сега да видиме како претходната министерка за надворешни работи на Бугарија говореше за јазикот кој таче го заштити. Ние имаме интерес и те да признаят историјата, а в същото време ние трябва да признаем и реалността в момента. Да. Така че това е взаимен интерес, според мен. И езика бих добавил аз. Езика, то е свързано. Така или иначе, толкова документи има, 45-та година написан, на основата на западно-български диалект. Да, северно-македонски променили са някои други, и граматиката малко, и други думи са вкарали от един друг съседен език, но няма значение. Сръбски. Да. Прекрасно, но Таче Изаев го зачува и јазикот и идентитетот, ич без гајле да сте. Balls with fake news. И стварно треба Balls да излегуваш на јавна сцена и да тврдиш дека историјата останала само билатерален проблем и не е критериум за влез во Европската Унија. А Румен Радев ти тврди пак дека внесувањето на бугарите во уставот и битката за нивните наводно нарушени човекови права во Македонија е токму битка за историјата, идентитетот и јазикот. The bilateral questions with Bulgaria are part of our bilateral agreement, and they are not criteria for entrance in the European Union. So there is a formed, let's say, for historical questions, there is a historical commission. This historical commission is comprising of historians, 7 from Bulgaria, 7 from North Macedonia, and then decide on a consensus base. Така, историјата не е во преговарачката рамка. За неја си говорат некои историчари некаде, нема тоа никаква врска со влезот во Европската Унија. Ама да го прашаме ние пак онај со ветото. Властите в Република Северна Македонија најсетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македонија. Не од днес, не од вчера, од векове, од 1300 години. Че има българска историја. Не е историјата критериум, ич не е. Таче и тоа го заштити, абе го позлати. Се што допре позлати човекот, како Болс, нели? Нема Радев сега да ни става вето, ВМРО ќе ставело вето, вели Таче. Човекот кој правејќи се слеп за сето ова што вие го гледате и е фактички авторот на следното и сите следни вето одлуки за Македонија. Тоа е Таче Ковачевски кој уште раскажува вакви приказни. There are third parties which do not want to see the region integrated in the European Union. So they have made an infrastructure of media sending false news, disinformations. They are financing political parties which work against the NATO and European agenda of the region, and you can find them also in individuals which represent themselves as analyticians, influencers, and so on. And you find them also in our country, and you find them also in Bulgaria. By third parties, you mean?
Political parties, yes, which are financed by Russian political parties. Analyticians, influencers, and so on. And Имало трета страна, односно Русија, која во Македонија плаќала медиуми, политички партии, аналитичари, инфлуенсери, за да не влезе Македонија во Европската Унија. Ете, можеби и мене ми платиле за да покажам како суши лаже премиерот дека го заштитил идентитетот со пресечен стомак со нож и мадиња во устата, бидејќи што знам јас, што знаете вие и кој ви е крив што им верувате на вашите очи и уши? Ние сме простиот народ, ние не знаеме ништо. Заев и Таче, тие знаат. Извинете, ен Заев, ен Таче знаат. А ако некој има нешто против ова, нека каже. Англискиот јазик е спремен да ја дочека и оваа дебата. if there is somebody who has different thesis than I said, the public is always open. We work in a democratic society. The public is always open. The public is always open. Public is always. Always Coca-Cola или always влошките, веројатно, посоодветно за оваа прилика. И финалето за крај. Овој човек кој вели дека русите плаќале партии, медиуми, инфлуенсери за да ширеле лажни вести за не знам што, веројатно за бугарите лажни вести, за ЕУ лажни вести, немам појма. За тоа може би лажна вест дека не сме почнале преговори, дека ние лажеме, или лажна вест дека Таче не ни го заштитил јазикот, а ни го заштитил. Епа тој човек предводи влада која во својата група за уставни измени, меѓу своите експерти, одбрани од Министерството за правда. Како што вешто забележа порталот Експрес.мк, има една госпоѓа која се изнасликала во Русија, кај партијата Единствена Русија, а потекнува од партијата на Љубе Бошковски. Се вика Јагода Барџовска и сега ќе може директно со помош на нашата влада, овозможена од владата на Таче, да го спроведе руското влијание, нели, и да го смени уставот во корист на бугарите. Како што може да заклучите, контакт со мозокот немаат. А за тоа како го заштителе јазикот и културното наследство, вечерва разговарам со моите гости. Професор Михајло Марковиќ од Универзитетот во Тетово и магистар Александар Јордановски. Ќе биде интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, саботно издание, продолжува со разговорот во студио. Вечерва имам чест да ви представам двајца луѓе кои за прв пат се во вечерното шоу, но, како што тој обично бива, сигурен сум дека нема да се и за последен пат. Имам вечерва карши мене двајца лингвисти, под Б двајца луѓе кои, сакам да го поздравам Бране Светозаровиќ, овој негов термин сабота на вечер, обично вака, кога дробиме на ситно вака по комшилук луѓе што се заинтересирани за и ни се мешаат малце во нашите работи. Професорот Михајло Марковиќ од Универзитетот во Тетово и магистар Александар Јордановски, нели кажав двајцата лингвисти, Александар плюс и експерт за заштита на културно наследство. Го спомнав Бране, патем и двајцата горди членови на Комисијата за култура при ВМРО ДПМН. Го спомнав Бране во моментов на мини европска турнеја. Во Германија. Да, во Германија, па ќе оди во Швајцарија и на крај Италија, така нешто. Не знам каков е точно редоследот, но се така стекна со европска слава. Тука професор Марковиќ или Михајло, може така? Може. И ти се стекна со балканска слава еве периодов. Со бугарска поише не. Добро. Кога веќе спомна, да, имаше една преписка. Твоја реакција на ставот на Ана Кочева, таа е од Институтот за бугарски јазик при Бугарска академија на науки, која што се разбира, тврди дека македонскиот јазик не постои, дека е рекодифицирана норма на бугарскиот јазик во рамки на оној конструкт дека нас Тито не измислил 45-та и така натака, па ти и даде еден така здрав, солиден, домакински одговор кој го забележав и по бугарски медиуми периодов. Какво е чувството вака да бидеш сакан и обожаван во соседството? Одлично. Мене од секогаш ме сакале таму. Познат си така? Познат сум, бидејќи сум учествувал уште од почетоците. Баш овде имам и земено статија, бидејќи не го признаваат нели јазикот. Може секој да си ја провери, тоа е оваа статија. Односно се работи за зборник објавен на Универзитетот Свети Климент Охридски
Во Софија. Може да го Тој дземам? им е главниот, малку е лош скенот затоа Ако што не вчера се вечер секира- го скенирав. Стереотипот од во зборник. славјанските јазици, литератури и култури. Да. Зборник со доклади, појма немам што се, од Со трудови. трудови. Од Да. 14-тите меѓународни славистички читања 2018 година. Тоа Да, сакам да, значи да, ова е да, таа, да, не е да, да. нешто. Тазе. Добро. И што Сите имаме мои овде? трудови се тази. Што се работи? Учествувавме во Софија со професорката Новотни заедно на симпозиум еден голем кој што го организира самиот универзитет, значи во Софија. И нели не го признаваат македонскиот јазик, па овде имаат за погрешка објавено дека првата реченица ми е македонските црковнословенски ракописи. Нели, голем дел од на мојата научна фела, конкретно, од нашата, ќе рече, ама територија признава, јазик не признава. Тоа како ќе им е згодно Но, во моментот. подолу, веднаш на следната страна, имате пример сега, бидејќи се работи за еухологиум Минеј и Патерик, имаме во Ваташкиот Минеј како македонска црта јазична се следат рефлексиите ОИЕ. Подолу имаме, да речеме, Слоештички, Ваташки Минеј и еухологиумот имаат видлива тенденција да се представи. Сакаш да кажеш дека погрешка ти објавиле труд во кој што Не е ти погрешка. се Ти шегувам, знаат дека македонскиот јазик е јазик кој што има подолг континуитет од сите останати јазици. Јас го тврдам тоа дека македонскиот јазик е мајка, татко, да не биде сега родова нееднаквост. Да, те молам да бидеме сите внимателни останати јазици, словенски зборувам. Не зборуваме за други јазици. Ќе сакам да ми Види, од нас почнува сето тоа. Поентата ми беше трудот е објавен и најверојатно ни еден научник до сега нема објавено, не е тоа, не знам, као ја нешто сум направил, не е вистина. Току најверојатно за прв пат се споменува, се оценува како диференцијална карактеристика на македонската црковнословенска варијанта. Со ова и де јуре и де факто го признаваат македонскиот јазик. Рецензенти поминато како одличен труд, оригинален, преку 10 рецензенти најверојатно бугарски лингвисти, како одличен оригинален труд без ни една забелешка. Би сакал да кажеш дека добар дел од научната фела, ако се изолира од политика, Од политика, е точно. верна просто на наука, фактографија и така натака, точно така. дека не може да оспори. Така. Не може затоа што јас Да каже дека това животно не съществува како така, за жирафата. ова не е само така. списание. Значи јас Да. дискутирав со десетина бугарски возрастни по 60 години луѓе, научници, сериозни, токму за дали ова постои или не. Одговорот мој, од секојаш со бугарите, бидејќи јас сум еден од ретките млади што се занимаваат, прилично млади, што се занимаваат со историја на јазик, после ќе го опфатиме и тој дел. Добро. Мислам дека многу јасно и многу добро го разбираат тоа, бидејќи при дискусиите во Бугарија, на моите учества кои што сум ги имал, јас редовно настапувам некако малку првично дефанзивно, па офанзивно, топло, ладно. Со леко со кроци и малку ќотек, Да. што би рекол Андреј Лјапчев. Вака им велам. Македонска варијанта, без тие да повараат, не постои. Тие задоволно ќе си климкаат, ќе прават. Викам, ама добро. Која е оваа, викам. Не е бугарска, не е руска, не е српска. Дај да и дадеме име. Нека не е македонска. Да. Нека биде некоја, не знам. измислена. Какви предлози си добил? Но да? тука веќе добиваш позитивни вибрации од нив и добиваш дека не е тоа вистина, се има фактографија, се има тоа, се има ова, не може да разговараме за нешто друго, не за тоа. А што е проблемот на Кочева? Мислам проблемот. Освен тоа дека можеби е и во рамките на службата си има своји задолженија Сигурно. во институтот за да си спроведуваат некакви Сигурно. политики, но секогаш е убаво да се разбереме. Мене неколку пати ме тужеле од тие, како се вика ова, дело, се вика невладина организација, ми бара говор на омраза и така натака. Јас милиарда пати сум кажал и глупаво е да се повторуваме тука, дека нормално е дека има добри и лоши луѓе секаде. За наша жал последниве години оние што се многу негативно настроени кон Македонија доминираат во бугарската политика, во високата политика и таму транзициите не одат толку лесно и брзо, нели ти кога народ ќе распалиш на една тема, кој што таму распалуваа на тема Македонија и на анкетите таму 84% некој ќе каже видете не сака народ да ја пуштаме Македонија без променета историја во Европа, после тешко се слетува, но добро е да просто подсетиме, да реафирмираме дека има асли научници кои што не може да го негираат она што просто не се негира. Има, тоа е факт дека има, тоа е нормално што Бугарија реагира така. И ние би правеле исто.
Ако најдеш меко, удри. Да, не е те нормално разбирам. тоа што ние имаме флексибилност по однос на името. Еластичност во Јас би ги кичмата. запрашал, не сакам никој да именувам, ама некој би го запрашал, кој што се труди нешто као може, ај да прифатиме, дали би сакал да го промениме него од Михајло во Кочо. Еве, просто. И да го викаш Кочо, 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 Кочо. Дали би сакал? Дали би сакал детето негово да му го менува некој името? Не. За приватно, значи за собственото, не. Лошото кај нас е што нити јазикот, нити државата некако не си ги сваќаат политичарите како свое. Туку као туѓо. Ова што сега го говориме, или трудот на Михајло, или се што ќе следи во иднина, еден ден ќе биде дел од нашето културно наследство, така? И за жал ние во овие години ќе оставиме едно некултурно наследство на официјални ставови на државата по однос на македонските интереси, кои што се косат со моите лични ставови, со вашите лични ставови, со личните ставови на, еве, според последни анкети, 80% од македонскиот народ, 65% на ниво на цела Ја би исправил држава. малку, се коси со науката, се коси со вистината. Тоа е лага. Значи, не со тоа дали ја поддржувам. Ако е така, ја ќе ви речам така е. Ама не може да одиме против вистината. Ова е бело. Експертот Не за може заштита да на е културно наследство, Вака. сакам да го прашам, има ли начин да не го заштитиме ова наследство што ни го ставиле Пендаровски или Ковачевски и така натаму? Вака за. Прво, македонскиот јазик, местото негово во светското јазично семејство е веќе решено во словестиката. Значи, во науката тоа е завршена приказна одамна. Ова сега што се случува, негирањето на македонскиот јазик, регионална форма, Дека славистиката само диалект, јас ќе си подпрашувам бидејќи нели и публиката како и јас не е експерт на овие. Славистиката таму е неспорно. Наука за словенските јазици. Да, но е неспорно постоењето на засебен Затворено е тоа Така. прашање. Тоа е завршено. Ова сега што се случува е всушност турбофолк. Ова е страда сега што се случува. Диалект на бугарскиот, регионална, писмено регионална форма. Тоа е, имате класична музика, имате естрада, ама естрада турбофолк, непристојна естрада. Ова е турбофолк. Да бевме малициозни, ќе зборувавме за Гергана или Анелија, но нема потреба. Така е што. Да. Имаме значи речено е прашањето за македонскиот јазик во рамките на науката. Понатаму, во рамките на Република Македонија имаме закон за употреба на македонски јазик и имаме закон за заштита на културното наследство, каде што јазикот е веќе заштитен како нематеријално културно наследство. Впрочем, сега институтот во процес го дигитализира целокупниот јазичен материјал што се наоѓа во нивните картотеки, а тоа е всушност податокот за македонскиот јазик, односно податоците за македонскиот јазик. Како го направија тоа? Малце го премолчува сега институтот. Значи, кога се носи Законот за културно наследство од 2004 година, за прв пат се внесува и нематеријалното културно наследство. Јазикот е еден дел од тоа наследство. Сега што се случува? 2008... Да, другото се, не знам, ора, така. песни... Тоа е, да. Сушност, нематеријалното е колективната меморија на еден народ. Така е. Она што кај Бране постојано се посочува во книгата негова за македонците Милинумски сведоштва за идентитетското име. Што е суштината? 2009, 10, 11, 12 заврши процесот на регистрација на деловите од македонскиот јазик, така како што се распределени картотеките во институтот и се донесени одлуки за прогласување на топонимијата за културно наследство, на диалектите, но и на цел картотечен материјал. Што се наоѓа во институтот? Врз основа на тие одлуки и тие решенија за прогласување културно наследство, во моментов се врши дигитализација. Но сега не го спомнува делот што е претходно завршен, како основа за нивната сегашна работа. Значи, се почнува од нас сега. Што е било, било е, знаеш таа. Што било, ете така. Така што... Јас на незаштитен српски јазик да прокоментирам. Во суштина, ова што ми го зборувате е дека
Да, постои начин како да се заштити еден јазик. Сега ќе реферирам на оние славни изјави, веќе и мантра тоа стана, премиерот Ковачевски досега само во Македонија, а сега и шета по светот и се фали чист македонски јазик, го заштитивме чистиот македонски јазик. И вака седам, јас чешаме на глава, викам, мајко му стара, ние досега сме лаеле ли пред да се појави, да се роди овој човек и да го заштити чистиот македонски јазик. Видовме сега и англискиот јазик почна да го заштитува, односно верно ги следи стапките на неговиот претходник, но и тоа не е само негов проблем, туку е и наш, бидејќи така се поставени работите во моментов. Но во суштина, она што политички Ковачевски го изјавува, го заштитивме македонскиот јазик, имаме чист македонски јазик, како со договорот со Фронтекс, уствари нема никаква врска со никаква наука, се обидува да каже дека политички обезбедил да не ни го негираат јазикот. Што не е точно, бидејќи секој ден ни го негираат јазикот од комшилукот, не само Кочева и Академија на науки, него и сите врвни политичари таму, од министри за надворешни работи до претседатели, премиери и така натака. Но ова е начинот како една држава, како што разбирам, треба во суштина да води грижа за својот јазик. Си има легислатива, си има одлуки, си има закони, си има правила, сега колку се почитуваат. Едно мене ми е чудно, се употребува определбата за македонскиот јазик во последно време чист македонски. Што е тоа? Прво, кој е валкан македонски? Таа определба за лингвистиката е непозната. На охридски, ако почнам да зборувам, тоа е валкан или не? Прво тоа е непозната категорија во лингвистиката. Чист македонски или воопшто чист јазик. Ако не мора да бидеме верни, само се извинувам, Ковачевски многу работи кажал што беа непознати за лингвистиката. Еве ќе ви кажам споредба. Значи, македонскиот јазик може да биде синтетички, јазикот може да биде синтетички или аналитички, ако зборуваме како структура на јазик. Аналитички се јазиците во светот што немаат падежен систем, а синтетички се јазиците што имаат падежен систем. Понатаму, македонскиот јазик во рамките на славистиката спаѓа прво во јужнословенските јазици, односно прво е словенски јазик, понатаму влегува во групата јужнословенски јазици, влегува во групата балкански јазици, значи тие се определби што се разбирливи за лингвистиката и за воопшто за народот. А ова чист македонски јазик, односно чист со кој друг јазик да се поврзе, нели како определба е непозната категорија. Генерално, еден од проблемите, што еве сум го забележал последниве години, е што политичарите кои што се начело на оваа држава, без оглед дали е Пендаровски или еве сега Ковачевски, не консултираат стручњаци пред да настапат во јавност и да кажат нешто специфична проблематика, например Пендаровски изјавата за Гоце Делчев или Ковачевски неговите блебетања за јазикот, но еве затоа па народот има прилика да ве консултира вас преку моите прашања. Ако нешто јас пропуштам да прашам, слободно сами кажете. Значи, чист јазик нема. Бидејќи јазикот е подложен на влијание. Најмногу лексиката. Значи ние затоа и обновуваме речници, се додава нов збор, кој што јазикот го прима според правила на образување. Она што Александар го кажа, тоа се елементи при поделба на јазиците, класификации, типолошка, генеолошка, ареална. Тие се три. Значи јазикот пак има кога ќе се кодифицира. Две појави, стандардна, нестандардна. Стандардна е она што ја употребуваме сега, се трудиме да зборуваме литературно со дикција, со акцент како што треба, нестандардна е надвор од. Може да збориме но нема на да биде тетовски. Чист, да. Тетовскиот не е чист. Тетовскиот е исто така како дијалект чист. Она што го тетовскиот дијалект е многу важен. Бидејќи Кирил Печиновиќ пишува на тетовски дијалект, првите народни списи ги имаме од Кирил Печиновиќ токму на тетовскиот говор. Значи затоа е доста важен и секој говор е доста. Ние затоа имаме, тоа Александар подобро го знае, заштита на дијалектите. Дури има и објавено книга една по однос на токму заштитата на дијалектите како нематеријално културно наследство. Значи толку се важни што државата ги заштитила некогаш. Сега, дали тоа функционира механизмот за одбрана, да го заштитиме да остане таков каков што е? Мислам дека тоа функционира, дека треба само да се малку форсира казнувањето.
особено на телевизии, на Да се држи институции, стандардот. да се работат лектори, она што мислам дека и Советот за македонски јазик го бара одамна, нема, и да се финансираат катедрите за македонски јазик, не со пари нормално. Али дали се малце ригидни, па сега некои ваши колеги во однос на, не знам, неологизми или како да ги Да, нови зборови? Да, нови зборови кои што просто, ете, цајдгејстот ке кажев, кој што е Јазикот еден мора да го неологизам. следи времето. Духот на времето. Јазикот мора да го следи времето. Јасно, но Ништо не постојат- почнува да се завршува со нас. Така, така е. Но постојат правила дали може јазикот да го прими тој збор. Токму тоа е доказ дека македонскиот јазик е со континуитет. Бидејќи не секој збор го прима како варваризам. Не соодветен. Филтерот на времето треба да кажи дали Стилистички не може да се влегува или адаптира. не влегува. Затоа е природен јазик. Затоа е јазик кој што постои со векови и милениуми. Ние влегуваме во групата на словенски јазици. И македонскиот јазик како основач на сите овие, терминот старомакедонски јазик е isfрлен и наметнат е старословенски јазик. Бугарите го зачувале тоа. Старобугарски. Терминологијата кај нас е сменета, најверојатно уште во некое време за одржување на добрососедски односи, тоа што јас веќе мислам дека ја премина секоја граница и тоа го пишувам овде, и реториката на лингвистите мора да се смени, но за тоа ми треба поддршка. Ја мислам официјално не ги повикувам. Јас знам дека секој си работа во својата струка нешто како што треба, но ги повикувам сите лингвисти да сменат терминологија, да се заостри односот на терминологија. Ќе го објасниме твојот план и во една од последните колумни го образложуваш и мене ми се допаѓа инаку на тема тетово дијалекти. Јас сум архитект и прва година идам на факултет, цртавме скали по еден предмет елементи на проектирање и мојот колега Ване, кој што е долгогодишен жител на Тетово, тогаш неодамна преселен во Скопје, ми зборува слабице. Да, викам слабице. Шо е тоа слабице? Скали. Викам мајко му стара. Но тетовскиот можам совршено да го разберам без проблем, со валандовскиот имам проблем, со кумановскиот така. Македонија како подрачје, вистина ли она дека имаме премногу дијалекти за една олкава територија или тоа е дел од она наша митологија околу богатството на нашиот јазик? Не, тоа е интересно што на многу мал простор имаме толку многу дијалекти. Значи, тоа е богатство. Да, ако направиме споредба. Не е мал простор, реално. Ние мислиме мал простор бидејќи ја гледаме територијата на денешна Република Македонија. Ако се работи за можеби најголемиот простор на Балканот. Бидејќи опфаќа во Егејска Македонија, речи си цела Егејска Македонија, Пиринска Македонија, делови во Албанија. Значи тоа е голема територија, но и на самата територија наша има доста, сегашна наша територија имаме доста дијалекти. Ние ги имаме заштитено дијалектите што се наоѓаат во рамките на оваа држава. Да, од Серински се откажавме ние се кај па да го заштитиме. Добро, законот не може надвор да важи од границите, но може на друг начин да комуницираме со соседите, затоа што сите соседи околу нас имаат ратификувана таа конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство, така што како малцински дијалекти во Грција, во Бугарија, во Албанија, апсолутно може да се поведат тие држави сметка за македонските дијалекти во нивните држави. Јас гледам да си ја гледаме ние чергата наша, имаше изјава, не знам дали беше портпаролот на владата претходниот Миле Бошњаковски за нашинците во Егеј, односно за македонците во Егејска Македонија, рече некои луѓе кои зборуваат одреден јазик, онака буквално се плаши нашата држава последно време да изговори дека постои македонски јазик било каде надвор од овие граници, бидејќи тоа има врска со еластичноста на кичмата како потпора на... Јавните личности развијат цела лингвистичка, односно стилистичка гранка, одбегнувајќи го зборот Македонија и македонски. Нашата земја, нашата, вашата, значи тоа е еден лингвистички правец, веќе самостоен за начин одбегнување, или упатство за одбегнување на за името на придавките. Би го нарекол неошупачизам, но тоа е мој став, мора да се
согласите. Александар, како вака, имаш богато искуство во делот на заштита на културно наследство, си работел и во Министерството за култура, си работел во Националниот конзерваторски центар, така ли се викаше? Да, тогаш се викаше Републички завод за заштита на спомениците. Управа за заштита. Управа, еден од основачите сум. Мислам од првите вработени. Што си најзадоволен, а што си најнезадоволен од твоето досегашно искуство, трудови напори, односно на што си најмногу горд, што си постигнал или па што ти е мака што не си успел да завршиш досега како работа во полето на заштита на наследството. Односно како оваа држава и во кои периоди како се однесува кон своето материјално и нематеријално наследство. Во кои периоди, значи ако зборуваме политички, секогаш кога ВМРО-ДПМН има формирана влада, културното наследство е како топ интерес. Добро, ај не политички, ајде со факти да зборуваме. Како врвен. Сега ќе почнеме политички, па ќе одиме на фактите. Секогаш кога имаме влада на СДСМ, културното наследство е проформа, затоа што мора да се има. Значи врската меѓу СДСМ, влада на СДСМ воопшто, и културното наследство, тука нема некоја силна врска, тоа е повеќе декларативна, како една од темите во општественото живење. Сега, како за споредба ќе кажам, кога ВМРО-ДПМН има влада, имаме возобновување на Плаошник, на Свети Климентовиот храм, во моментов тече возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет, започнат предходно. Тоа е огромен запад. Но со многу забавено темпо. Скопското кале, возобновување. Имаме многу малку луѓе знаат дека има горе 2 музеја кои не се отворени, а се речиси направени. Тоа е музеот на преисторијата и музеот на османлискиот период, кој не знам од кои причини не се отворени. Ај за преисторијата ќе кажеме не сме, бидејќи Тито не измислил 45-та, сме дошле со вселенски брод од Титовата планета, но овој од османлискиот. Да, тој е готов музеј. Понатаму го имаме, ја имаме неколната населба во заливот на Коските. Како што знаме, една од најпосетуваните локации. Така? Да. Значи, ја само набројам крупни работи. Значи, тоа се Самойловата тврдина исто, да не ја заборавиме. Значи, тоа се возобновени постулати на македонскиот континуитет. Прашање, реда ради. Добро, зошто е важно да ги возобновуваме, зошто е важно да водиме толку нега за се што ќе најдеме под површината на тоа е земјата? културолошкиот идентитет, всушност. Тоа е доказ за одредено постоење. Во културното наследство има 2 моменти. Еден е моментот зошто воопшто нешто заштитуваме. А другиот е момент, оној процес на заштита, јас би го рекол важен, но е технички во однос на ова зошто нешто воопшто заштитуваме. Ние заштитуваме за да му дадеме одредена вредност државотворна, на одредена на културна вредност што не идентификува нас, што не обликува нас всушност. Кога му даваме на некоја вредност решение или одлука за културно наследство, тоа значи дека ние таа вредност ја вградуваме во државната структура. Тоа е силината на културното наследство. Сега, во тој дел, во Законот за културно наследство имаме добри дефиниции, затоа што до 2004 година важи законот од СФРЈ уште, значи од СРМ, и тука се опфатени само материјалните добра. Значи затоа се вика Закон за заштита на спомениците на културата. И тука не се опфатени овие нематеријални добра. Како порано се третирале нематеријалните? Па не се третирале, затоа што тоа е воопшто во светот малку понова форма. Сега кај нас почнува уште крајот на распаѓањето на Југославија, но самото распаѓање прави да не се заврши до крај работата, но 2004 година е првиот македонски закон за заштита на културно наследство и влегува нематеријалното културно наследство како составен дел. Така што околу дефинирањето што е културно наследство, законот е одличен. Сега внатре во самиот закон имаме одредени процеси
кои се однесуваат на заштита на недвижното културно наследство и на движното, кои се оптоварени со чекори административни, кои времето покажало дека се вишок и се непотребни, дека може да се рационализираат, но тоа е работа на практика. Значи мора да го пуштите во етер законот, па да видите, едно е да замислувате, а друго е да го практикувате законот. Сега, од 2017 година имаме едно комплетно запирање на културното наследство. Имаме една инерција на движење на силата, односно инертно движење на културното наследство, како што започнала претходната влада, но секоја година со се помалку и со помалку средства и со помалку кадар и помалку кадар. Математички се стреми кон нула. Па до сега се стигнати до 50% намалување на финансиските средства. Знам за една ситуација дека некаде 2018 година, нели она славна година кога се потпиша Преспанскиот договор, постојаната поставка во археолошкиот музеј на антички монети до ден денес не е вратена. Не е вратена. Тогаш е тргната и не е вратена. Значи таа е тргната, имаше една изложба од Казахстан за златниот човек, тоа е како египетскиот Тутанкамон, некој пандан направија. Исклучително важен за во ред важен лик за Казахстан. И сега таа е гостинска изложба во Македонија и изговорот е ни треба атрактивен простор, а нумизматиката имаше навистина атрактивен простор. Тоа е кога ќе влезеш десно. Десно кога ќе влезете. Во археолошкиот музеј. И под изговор дека ни треба атрактивен простор привремено заради златниот човек од Казахстан, ја тргна нумизматиката и еве човекот се врати веројатно во Казахстан. Тој оживеа можда златниот човек. Монетите не. Сега интересно е затоа што монетите се доказ за платежниот систем на една држава. Да. И не се случајно тргнати. Ама види, знаеш што ми е мене посмешно? Што не можеш да ги уништиш. Сите знаат дека Ами во депото се. Во депото се тука. Ама зошто ги тргаш? Да не срамиш пред гости, ведеме како дојде некој не смее да го покажеме ова, дека тоа значи дека се идентификуваме, ако ги покажеме монетите со античкото наследство, а вака со овој од Казахстан златниот човек се идентификуваме. Сигурно има задна намера. Ама сигурно има задна намера, инаку зошто би се тргало? Јазикот како идентитетско одбележие клучно кардинално, не знам, Конески викаше дека јазикот е нашата единствена татковина и јас тоа не можев да го сватам толку добро, се дури не ми станаа појасни околностите, например во периодот на природбата во Македонија и во околината, и кој бил пресудниот момент при формирање на современите нации и држави, да просто им стане јасно на сите и на оние кои денес не оспоруваат и пред 150 години се обидувале да го прават истото, дека даже не сме един народ. Сигурно не сме. Улогата на јазикот историски за македонскиот идентитет. Јазикот е клучна фигура во одржување на идентитетот. Ако ние сега не зборевме на македонски јазик, идентитетот немаше да ни биде македонски. Тоа е факт. Зошто? Материјалното културно наследство докажува дека живеел некој. Биле тоа антички македонци, па се измешале со Словени, па се измешале со друго, трето и така натаму. Го докажува платежен систем, докажува дека имало овде инфраструктура. Некој тука имало, живеел, јадел, пиел, спиел, водовод и така натаму. Умирале, се раѓале. Но не докажува што си. А јазикот докажува точно кој сме и што сме. Преку јазикот се зачувува и фолклорот, тоа што Александар го има опфатено во својата монографија. Тоа се песни, ора, обичаи, носи кои што се носат, сето тоа преку јазик се оформувало. Иако има и материјално и нематеријално. Но еден од најважните елементи се токму ракописите. Се ова е моја книга со професор Гата Новотни, Верковичев апостол. Тој ракопис изгледа вака. Сега, зошто е ова многу важно?
бидејќи ова е и материјално и нематеријално. Дај ми само контекст, ракопис, каде најден? Ова е Верковиќев апостол, се наоѓа сега во моментот во Сан Петерсбург, значи одземани се од овде, го зема Стефан Верковиќ, значи во тој период кога ние немаме државност. Бидејќи јас го потенцирам тоа и во самата статија сега против почитуваната колешка професорка, нагласувам дека просто јазик се создава политички. Зборуваме кодифицирано. Кодификацијата, да. Не се создава тоа дали говориме ние или не. Значи мора прво држава, па да се создаде јазик. Зошто, како? Светот, силите кои што биле на Македонија никогаш не го дале тоа право, иако имаме најкрвави жртви. Секој со своите интереси, да. Не дале на Македонија да си оформи своја држава, па макар и мала, каде што ќе го кодифицира можеби и прва својот јазик. Даде. Но, под такви влијанија, доаѓаме до моментот да го кодифицираме последни. По тие политички, општествени, економски услови кои што ги имаме. Сите го имаат тоа право пред нас. Тоа не значи дека претходно овде лаеле луѓето. Точно, јас на студентите, на мојот универзитет матичен, од кого што има максимална поддршка за разлика од фелата македонистичка, иако се албанци, максимална поддршка во сето ова. Ако отворите вие таму во она кај што се лајкнува или се допаѓа, ќе видите дека имам најмалку 50, можеби 100 албанци, кои што се мои колеги. Супер, кои што ми се јавуваат и за поддршка. Не викам не, ми се јавија професори и од нашата фела, кои што ми дадоа огромна поддршка. Но сепак никој друг нешто не напиша, нити пак стави некое, не знам да го сподели едно друго. Умот ми е во ракописот, осеќам дека јако закуцавање. Да, сега ќе видиме, Александар дури ми ги, бидејќи е одличен во својата работа, ама одличен менаџер, тоа е страшно. Вистина, не е ова дека имаме близина некој контакт, току е одличен во тоа. Повеќе работи одат преку него и дури ги согледува она кое што се коментира, таму коментираше од научната фела само Агим Пулјоска. Од нашата од катедрата за албански јазик. Даде пензиониран еминентен професор со кого сретнавме така 2-3 пати во животот, даде целосна поддршка по однос на статијата, а ни еден друг од фелата која што е. Инаку, извини за информација за Богдан, иницијатива за формирање катедра за албански јазик на Филолошкиот факултет од Блаже Коневски е иницијатива. Јасно, ние секогаш сме почитувале се што е сонародност со нашата. По однос на тоа, јас како на студентите примерот кој што го давам, иако предавам повеќе на албанци, го давам курдскиот јазик. Добро. Курдите се повеќе од 20 милиона народ. Така е. Лаат, што прават? Немаат јазик. Тоа е некоја норма. Меѓусебно. Ама лаат, со цртички, со шо, со гракање. Едноставно, не им се дава можност да си го оформат онака како што сите народи го имале тоа, па му благодарам ја на Бога, мислам, пред се, што ни дал и нас, можност барем да го направиме, за да имаме аргументи. Вториот елемент кој што го потенцирам во самата статија е, овде го имам сликано, бидејќи не може да се копира, не знам дали проба, не може да се презема. Што најмногу ги погодило... Статијата? Да, статијата. Имам јас хакерски способности. Не можев јас да го отворам никако. Што најмногу ги погодило нив? Што не ги најмногу ги погодило? Ајде. На краја, Марковиќ призова това да стане всеопшта теза на македонските лингвисти. Аха. Зошто и целосно го во наводници ставиле, затоа што истината којато ни просветљава е на наша македонска страна. И не е нужно да го премолчаваме само заради добните отношенија со источните ни соседи. Значи, имаат они во својот национален контекст, кој што го имаат за разлика од нас, дека ако ова се расшири, ако почне македонската лингвистика и лингвистите да пишуваат малку со поинаква реторика, нема што сега сум пишал, нема кукање. Слушни еден научник, тоа со Александар често го дискутира. Многу дефанзивно се однесува. Тоа сака да каже Михаил. Нема потреба дефанзивно. Така е. Ништо не е страшно, додека јас и Александар и Богдан говориме на македонски јазик, овој јазик ќе постои. Ама кој што сака да направи? Ќе биде македонски. И никчив друг. И уште една работа има. Во учебникот по старословенски јазик, што е основна литература за секој студент прва година филолошки. И во Тетово, и во Штип, и во Скопје.
на 27 страница, мислам дека пишува 27 за потеклото на старословенскиот јазик. Дословно вака пишува дека македонската теорија за потеклото на старословенскиот јазик е апсолутна и не подлежи на никаква проверка. Учебник напишан од Радмила Угринова Скаловска, рецензент Блаже Конески, основен учебник. Ќе дојме и до таму. Ќе дојме до Завршува таму, до тука селото муабет. околу Солун, ама Да дораскажи завршиме ми, со ова, дораскажи ми, овде Значи, намирисав да, нешто дека драматично ќе се случи. Ова е исто голем удар од причина што Стефан Верковиќ е собирач. Се нарекуваат собирачи. Во науката често ние се обидуваме како сега тоа добрососедски, да не се замери, да не се налјути, Добро. да не ни рече нешто. Во суштина Стефан Верковиќ е агент. Се Често разбира, работа се е да разбира дојде дека да го земе ова сега од овде и Така да го е. однесе кај што му е место. Како и се Или секој го сакал за себе да го има. Се додоврзувам. Каде тоа е се- пронајден? Значи е пронајден во Згошта. Ова е од Кратовско-Злетовската книжевна школа. Добро. И ова, Слепченскиот патерик, Верковиќевиот апостол, Слоештичкиот патерик, патерикот Крка број 4 и уште два патерици кои што има одломки, Тоа се што се донесени по приватни врски на професор доктор Сонја Новотни. Аха. Значи добро. сама оди со тешки борби се земаат овие ракописи, не се земаат тоа туку така оди. Сите се овие духовни, нели, некои. Да, но не знам што е ова е патерик, најголемиот доказ за македонскиот Е, јазичен тоа сакам да ќе континуитет. ми објасниш, да ќе ми објасниш. Значи, ова е најголемиот доказ за македонскиот јазичен Од кога континуитет. датира? Ова и двата ракописи датираат од 14-тиот век. 14-ти Едниот век. се чува во Бугарија, тоа Вау. е Слепченскиот патерик. Добро, Значи тој се чува во Бугарија, овој се чува во Русија. добро. За да дојдете до него мора да одите да барате дозвола од, не знам, од Ана Кочева. од 300 луѓе. Добро. За Слоештичкиот патрик професорката има цела приказна дека се барало дури и од секретарот на комунистичка партија. Вау. Значи до таму, затоа што тие се свесни дека Што кога тоа ќе значи? го земеме, ние ќе докажеме дека е македонски, затоа што знаат тоа што го пишала и самата, не знам, колумнистка што пишала, дека вистината е на наша страна, дека ова се македонски ракописи. Ќе отворите и ќе читате. Предлози со вокализирани ерови, ден, сон, маш, пат, сите овие елементи ќе ги најдете за разлика од бугарскиот јазик кој што оној бугарски јазик кој што се накалемува подоцна, каде што имаат малку поинаков развој или многу поинаков развој. Многу поблиску со рускиот јазик отколку со Односно, македонскиот ти јазик. кога ги вие кога ги гледате јазиците, вас на ниво на инженеринг вие се јасно кога да, ќе гледам, видите така е. структура на реченица, кога Така е, јасно целост. вие и генеза може да се утврди блискост или Така е. Но една е Далечност заедничка од некој работа. друг јазик. Сите Добро. ракописи кои што а ги има стотици, илјадници. Бидејќи еве сега гледав една емисија, отец Серафим од Слепченскиот манастир, кој што е игумен, мислам дека најверојатно и тоа е дел од темава, дале за национален интерес од Министерството за култура, оно што го финансираат книгите, дале затоа што Слепченскиот манастир, бидејќи јас сум го работел патерикот од таму е, има повеќе од 2000 ракописи напишани со рака како скрипторски центар. Тоа е огромна работа и тие решиле... Ама нови, така? Не, ракописи од 10 век па наваму. Мислев сега да не создаваат Тоа е создадено од монаси во тој период кој што биле македонци. Ги чуваат? Се чуваат надвор од Македонија, отецот вика му благодариме на Бога што некој ни ги зачувал. Видите, овие наши добри соседи, ако не го уништи, ќе го чува скриен. Грците уништуваат, бугарите кријат. Ќе го чува скриен. Од она што јас го знам вака генерално. Оттаму и за Свети Климент Охридски ние немаме повеќе сознанија од Хоматијан и од Теофилакт. Само тие двајца даваат, а тие двајцата грци. Точно. Дали Ајде е да симптоматично? претпоставиме зошто е тоа така. Гледајте, јас овде имав едно излагање македонски архиепископи кои што биле. Прв е Свети Климент Охридски, па Герман, па Никола, па Филип, па Давид, па Јован, па Лав, па Теодул, па пак Јован, па после се Хоматијан и Теофилакт. Сега не е тоа чудно дека по 200 години прв некој пишува за Свети Климент Охридски, а еве ние сме заедно. Ако мене ми се случи нешто, а јас сум одличен во својата работа, мислам не можеме да стигнеме тоа, ама да речеме. Прв што би напишал Александар. Сигурно нема по 200 години некој да напише, освен ако не сака да го представи лажно. Во сите ракописи, па таков и Верковиќевиот, фалат листови. Фалењето на листови укажува на тоа дека најверојатно има запис
кој што ќе ја докаже баш она македонска, не само јазична, току и идентитетска нишка која што има во континуитет со векови и со милениум. Како што со Карнегиевата комисија фалеше страна, не знам, 93. Во сите, речи си во сите. Тие се прочитани, прегледани, добро е, пуштај. Не ми одговара, тргај. Нив најголемата болка на секој останат негатор на македонскиот јазик ќе биде објавување на вакви книги. Не на поезија. Саш да ми кажеш дека во Слепчето имаш работа за наредни 7 животи, да. ако има тие... И сега планирам да стапам јас во... Но нив им го одбиле, не докажав тој, го одбиле проектот. Не виделе национален интерес. Стварно, чиф, можда бугарски не виделе. Дури отишол игуменот таму, прашал баш, ако не кажете ни што да работиме, што е од национален интерес. Сакаат сите да ги вратат и вратиле околу 200. Значи ги направиле во оригинална форма, тоа е копија, но со скапа хартија, скап повест да бидат оригинални. Таков е и Слепчанскиот патрик. Нив ги им го даваме името според она што ќе го најдеме запишано на нив. Тие се исти, тие се пишувале скриптура континуа. Тоа значи составено. И наша работа е да седнеме, да ги расчитаме, односно мора да го владеете совршено старословенскиот јазик за да можете да го работите тоа, да знаете каде е предлог, каде има наставка, нема, тоа што ќе го докаже дополнително и македонскиот јазичен континуитет. Па потоа почнувате со работа. Имате од 6 месеци до 2 години работа само со внесување. Прво расчитување, па? Да, првото е расчитување. И отецот вика дека после Ѓорѓи Поп Атанасов, кој што е основач на таа некоја си работилница, академикот кој што е, така, може најголем истражувач на немаат наследници, немаат млади кои што работаат. Ме гледаш ти дека и Александар ме знае, јас сум со жари за борба и за се тоа на што треба и револуција и како и да треба за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. На секој можен начин, токму ќе стапиме во контакт да видиме, бидејќи тоа ќе биде од наше значење, а ќе значи и за манастирот, а ќе значи и за целата македонска јавност и за македонскиот народ. Овие се објавени и се финансирани од Министерство за култура. Колку пари дале, малку, многу, тоа е тоа, но ги финансираа без разлика, но важен елемент е дека овој проект е одбиен. Дај навака на кај Чичо, сакам книги. Кој проект е одбиен? Овој проект, ова е моја докторска работа. Сакам да те прашам што е овој имеников, повеќе што од си го 1000 донел? страници, ама зошто е одбиен? 2 години поред. Насловот е Преемственост на лексиката меѓу Слепчанскиот патерик, тоа е 14 век, огледало од Кирил Печиновиќ и различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски. Се работи за работа која што не ја опфаќаме од 14 век. Дека континуитетот со факти, со докази, со зборчиња, лексеми, постојат да ги отвори во ракопис, ќе си ги најдеш. Од 9 век до денес, не само овој, току се опфаќа 10 века целосно. Два пати го одбиваат. Не е од национален интерес. Нема, не било од национален интерес. Сега му благодарам ја и на професорот Спасов, кој што ми бил ментор. Без разлика. Јас си го подчитувам, си го сакам. Добро да. Е дел од истово, но се одбива не знам од кои причини. Не гледа никој национален интерес. Јас минатата година дадов и приговор. Има јазичен континуитет. Тоа разговаравме пред малку, дадов и приговор, не добив ни одговор. Да не знаат да прочитаат, бе. Може и да не знам. Може и да не знам. Се работи, Александар не знам дали го видел, оди во 3 табели, значи, го имаме во 14 век, како е, во тој ракопис, па дали сме го нашле во следниот ракопис и се работи за околу 700 лексеми во едниот, 700 лексеми во другиот и 700 лексеми зборови. Толкав фонд, не знам, фонд, него, да. Што значи толкав голем огромен фонд се гледа дека преоѓа од 14 во 19 и на современ план дека зборот е многу сличен. Дека континуитетот само јазично и стилски се менувал. Но никако не се сменил како тоа од Титова планета нешто донесено. Основата е иста. Таа е основата. И на крајот има на секоја табела објаснување како е канонски во старословенскиот јазик, оној јазик кој што го создале светите браќа Кирил и Методи, бидејќи глаголицата е единствена особеност која што Свети Климент Охридски ја штити додека починува, додека се упокојува. Но, благодарение на Свети Климент Охридски, некако пак ни ги чува сите наши делови, бидејќи неговите мошти не случајно се нашли и во Бугарија, и во Грција, а најголемиот дел се во Македонија. Тоа е точно, да. Значи, некако пак не чува во заедништво. Бидејќи, многу често може да се сретне, има бугарски од оние КГБ, кои што сум ги гледал во емисија,
ова е вистина, ќе го побарам и ќе ви го испратам да го видите. Вели, таман доаѓаме да ги уништиме македончиштава, како некоја поголема сила да им дава нешто трап да се оформи. Таман е дојдено до поделбата Пиринска, Вардарска, Егејска, се случува нешто, се состава Бог. Ја создава некако ова парче земја да пркоси пак и на останатите. Истото и со ова. Секојаш ќе раѓа Македонија јунаци, како Кочо Рацин, како Блаже Конески, како Александар, кои што ќе се борат во иднина, како Богдан, кој што во иднина секако ќе има еден или двајца. Ќе има јунаци кои што ќе ја поддржуваат Македонија. На оваа теза чисто да ти ја подкрепам и го спомна Конески, исто можеш да го спомниш и Мисирков, но врската меѓу двајцата, по мои сознанија, конечно да прашам луѓе кои што знаат, токму Блаже Коневски е тогаш студентот кој што ја пронаоѓа едно од неколкуте преостанати копии на за македонските работи, книга која што кога излегува, набргу после тоа, нашите денешни добри соседи решиле да ја уништат. Што ќе се случеше ако успееле во намерата? Односно, прашање е колку такви книги се уништени во минатото, колку такви страници се искинати, исчезнати, или можеби, замислим, ево, ова не е од национален интерес, твоево дело, за 1100 години јазичен континуитет, колку луѓе немале прилика да напишат свој труд или односно да создаваат на теми кои што се забранети. Александар, ти викаш дека една од колумните кои што ги читав, викаш Управата за заштита, насловена е Управата за заштита на културното наследство, последната порта на македонските идентитетски обележја. Не може некако... Тоа е трезорот. Не може некако и на Михајло книгава да... Влегува во управата тоа. Да? Влегува во интерес. Добро. Сега значи уште бугарите да дознаат за ова. Ќе ви кажам зошто е насловена колумната така. Претходно ме праша, нели правиме споредба што е направено во влада на ВМРО, што е направено во влада на СДСМ и така натаму. Зборам за сите влади, не е конкретно ова. Е сега за споредба. Од 2018 некаде тргнати се по управата. Тргнати се по управата, тргнати значи... се по главата, тргнати се. Хајка, да. Така. На почетокот тргнаа фронтално. Нема потреба. Ќе ви кажам зошто е таа институција толку важна. Затоа што Македонија припаѓа на тој медитерански културен комплекс каде што се создавале и живееле цивилизациите. Добро. Не само нашава, и Рим, и Стара Грција, и Египет и така натаму. Значи тука е создаван светот. Е сега, секоја држава во овој медитерански културен комплекс има зајакната форма на контрола на културното наследство покрај Министерството за култура. Некои држави дори имаат и посебно Министерство за културно наследство. Неколку прстени обрачи, така кој што... Значи, секоја држава си прави формација на контрола врз основа на својата замисла, своите пари, своите на крајот кришата и од човечкиот ресурс. Наша управа е многу слична на италијанската управа за културно наследство, со тоа што Италија е моќна земја финансиски, и нивната управа брои до 300 луѓе, а инспекцијскиот дел дори и униформиран. Стварно? Дори униформиран, поседуваат глисери, бродови, корвети, хеликоптери и така натаму. Така. Значи, Италија е богата држава. Е сега, по теркот на италијанскиот модел, па дори хрватскиот, хрватите го, да речам, не го копират, ама земат како примерок од италијанскиот модел и ние така формираме една управа. И сега тргнати се од 2018 да ја нема управата. Управата е важна затоа што имаме воедначено спроведување на законот за културно наследство на целата територија. Доколку ја нема, ќе треба да се дисперзира надлежноста на регионалните заводи и музеи, па тие секој на свој начин ќе го толкуваат законот, нели, колку глави толку умови. Не успеа во 2018 година
па во 2020-2021, кога беше во замав короната, и се направи промена на законот за прекршоци, нели, намалување за тоа што имале помал приход во државата, па да не бидат оштетени граѓаните, и во за тоа што се смени законот за прекршоци, а во законот за културно наследство имаме прекршочни одредби, требаше да има некое усогласување. Нивелирање на прекршоците, Да. добро? Го добив јас тој, нели, закон за усогласување од неколку странички, и навистина таму имаше коректни делови, нели, што се однесуваат на намалување на давачките заради коронавирусот и така натаму. Добро. Но покрај усогласувањата имаше 2 члена каде што не се намалуваат надлежностите на управата, туку целосно се бришат. Членови врз основа на кој управата треба да врши инспектирање и контрола на културното наследство. Јас го видов тоа и реков, ова е всушност на друг начин. Не им успеа фронталниот, па сега за обиколниот начин. Јас не знам дали да се смеам, да се крстам со лева рака, али Да. навистина е... Но тогаш надвор го од- спречи пратеничката група на ВМРО ДПМН, го спречи. Надвор од секоја здрава Надвор, логика, разум. Да. Значи јас се разбирам Просто не е ни смешно. Јас се разбирам да се намалат давачките така затоа што се сменил законот за прекршоци, па ајде, Извини, ми давачките. кажа Италија дека има малтене карабинјери што го чуваат културното наследство, Да, да. а ние сме сакале, под ние за жал ова Па власт ние што не сме, представа, ние сме ние како држава сме Јас се бев на- обиделе да ги отстраниме сите можни Значи тоа не беше прстени на заштита. намалување на надлежностите, тоа беше бришење. Анихилирање. Значи тоа е всушност, таа само ќе се викаше управа и тие беше англиска кралица. Не велам дека нема недостатоци управата, како и секоја институција има простор нели за подобрување на работата, но поставеноста во државата е исклучително потребна. Не мора да се вика управа. Ме разбирате? Името не е важно. Ирелевантно е името. Ингеренциите се важни. Значи, во држава со вакво културно наследство мора да има централизирана институција која ќе ги контролира процесите. Кое е највредното нешто што ние го имаме вака во делот на нашето материјално културно наследство, што би било најмногу под ризик, ако не знам, Света Софија во Охрид, Ангелот во Курбиново, иконостасите во Бигорски или иконите во Охрид ли се уште или не знам каде се? Или Охридската галерија на икони? така, се уште си се Таму. дали едно време шетаа малце на изложби? Добро, тие Така. беа на изложба во Дали е утре тоа- во Холандија. Античките се наоди, Добро, тие беа со реци беа. античките наоди, монети, нели имаме еден куп икони што се во Албанија, се уште као ке ни ги враќаја, па 21 икона. така стојат се уште. На пат се за враќање. Дали информациите. под прашање, постои ли начин митрата на Свети Климент да се врати во Македонија? Зошто златната маска од Требеништа е уште во Белград, во Белградскиот музеј? И има ли, знаеме дека и Британија и Франција се полни со наоди од нели од истокот, но има ли начин како тоа да се не само побара, него и испреговара и да се добие назад? Ова беше под прашањето. Под прашањето. Да. На главното прашање, што е највредното? Не може да се одговори на такво прашање, нели, овој или оној предмет, секој има свое значење, и монетата си има значење, и на колната населба во Маđари си има значење, и во залив на Коските се се тоа културни слоеви, стратиграфија, нели, на градење на цивилизацијата. Сега, околу под прашањево дали постои начин? Постои. Значи има еден термин што се вика реституција на културното наследство. За жал, од кога е донесен закон од 2004 до ден денешен, не е донесен тој правилник за реституција на културното наследство. Тоа е основа за преговарање со другите држави за културно наследство што е најдено на територијата на денешна Република Македонија, нели тоа е формацијата на
државноста, значи тука влегуваат и ракописите. Зашто најголем број од ракописите, најголем број од ракописите се надвор од 2000, значи само од Слепча. Значи, това е последна информација, над 2000. Има начин, но тука треба сериозно седнување. Сега не знам дали би можеле да успееме оригинал да донесеме, но барем копија? Барем копија. Реплика, да. Барем реплика. Што е посебна професија да реплицираш, нели, како што мислам има баш експерти кои што се конзерватори, да. Има во Музеј на Македонија, на пример, имаме кописти за фреските, за иконите. И црквите што ни се влезени под вештачките езера, кога има масовно градење на вештачки езера во социјализмот, дел од фреските се преземени, односно направени се копии за да се зачуваат. Така што има начини. Но во однос на ова главново подпрашање, тоа е една сложена материја, тука треба многу внимателно да се работи. Зошто не е донесен тој правилник за реституција? Затоа што тука треба многу студиозен пристап, а не треба естраден пристап кон културното наследство. Значи, културното не е наследство да се сликаме покрај зидина. Културното наследство е цел систем на грижа за сопствените вредности. Види, Александар Македонски. Ајде да замислиме дека, не знам, ќе му најдат гробот во Египет. Само, нели, импровизирам сега. Тоа не значи дека човекот не бил од овие простори, дека не живеел тука и така натака. Но Свети Климент Охридски гробот си го направил на Плавошник. Сега, главата му ја крадат грците, една рака бугарите, така некако беше? Може има натаму наваму, секаде. Не, добро, ама черепот, черепот не е во Охрид, черепот е во една црквичка во Егејска Македонија, десната или левата? Во Бер. Околу Бер, така нека. Имаме, не знам, рака во Бугарија. Сега, имаме ли тука можност, пример, кажеме, чека, извини, сега ова е, или тоа спаѓа во домен на црква и црковни прашања? Не спаѓа тоа во домен на културно наследство. Зборуваме за кога станува конкретно за моштите. Но митрата, круната. Тоа е како и за златната маска. За златната маска. Тоа е тоа. Значи тој термин што се вика реституција. Но може да се потрудиме во иднина да. Но тука треба сериозен пристап. Сега ве гледам вака, мајко му стара, ваша експертиза е, еве, ако зборуваме за материјалното културно наследство, убаво го објаснивте, да кажеме дека овде некој живеел, нешто правел, постоел, а преку јазикот докажуваме и што бил. Точно. И една комплицирана тема сакам да отворам, од лингвистички аспект одговорете ми, или од, не знам, аспект на материјално културно наследство. И собране ја загатнуваме, но уште не сме дошле така до степен да... Сакам да зборам за античките словени. Односно, ајде да трнеме од тоа на кој Кирил и Методи, кој говор го земаат за основа на својата мисија. Баш имам пред мене сега ова, не го велам јас, затоа цитат еден, да се навредат источните ни соседи. Ватрослав Јагич, во Историја книжевности народа хрватскога и српскога, старо доба, 1867 година, го објаснува преплавувањето на Балканот во 9-тиот век од страна на азијатските бугари, кои што тогаш зборувале туркско-монголски јазик. И вели дека денешните бугари, кои се мешавина од азијатски племиња и словени, тој вели не ја, го презеле македонско-словенскиот јазик. Зошто се вели македонско-словенски јазик? Значи, тоа може да се среќава и наназад и наназад. Бугари не постоел како... Ова е линија... Пред да дојдат овие, а кога дошле донеле јазикот потек... Ова е во линија со тврдењето дека во основата на старословенскиот јазик се наоѓаат македонските говори од 3 села во околината на Солун. Сухо, Високо и Зарова. Со тоа се поставува и основата за македонската теорија. Значи, дошол некој... Да, македонската теорија, да. Јас проучувам старословенски јазик, црковнословенски, народен јазик и стандарден македонски јазик. Но,
Во ниеден случај не можам да кажем дека трап се создал светите Кирил и Методи, дека направиле трап од денеска ова е азбука. Агија магија, хуп азбука е. Тоа си постоело, тоа си е мешање, да, донеле нешто, презеле нешто и настанало нешто што е старо македонско и основа за сите словенски народи. Бидејќи просветата оди во тој период, 9 век, од југ, односно од Македонија, кон исток, кон Русија, за после 16-тиот век да се враќа од исток кон југ, бидејќи ние сме под отоманска власт. Ако копаме малце повеќе по слоевите, што ќе најдеме ако одиме наназад? И па од досега никој не одел толку према антиката. наназад. Добра, имаше идеја некоја на Уким. Еве дизајнерски, ајде да имаше гледаме идеја буквите старословенски. Кирил Тентов беше? Да. Имаше идеја и проректорот за настава тогашен, кога ја бранев јас докторската. Инаку ова е прва докторска одбранета на Универзитетот Свети Кирил и Методи, поново, од основање на школа за докторски студии. Бара има идеја таква, никогаш не се спроведе, никогаш не ми се јавија, да се спои ова со антика. Дали би имало можно сега, ќе си дадат хипотези луѓето, нели ќе дадеме хипотези, може не има биде така? Може ќе се нешто поинаку. Затоа во сите елементи даваме хипотези. Добра, ајде да размислуваме логички. Може сега, ајде. Еве да почнеме работата што не била почната тогаш. Да размислуваме логички. Овде живееле некои луѓе. Нема да викаме се македонци или траки или брсјаци, десарети така. Настрана именувањето на тие заедници. Зборувале на некој јазик, несомнено, нели? Била ова развиена цивилизација. Имале платежни средства, нели? Енети, виадукти, миадукти, така, зависно. Независно дали зборуваме за 5 век, 3 век или 3 век пред нова ера, да не одиме до илјадници години наназад, но траги на цивилизација овде има со илјадници години. Тие луѓе зборувале на некој јазик. Како може било кој од науката да се согласи со било што во Преспанскиот договор, например, и за бугарскиот можам исти паралели да излечам, во кој што се вели дека до Меджитлија и до Богородица, Евзони и Ники од грчка страна преминиве, дошле некои словени во 7 век, тука застанале и тоа било тоа. Тука им застанал, им запрел и јазикот, и културата, веројатно сите овде што живееле исчезнале, ги сништили, уништили и така натака. А надолу под овие гранични премини имаме хеленистичка култура, што зборува на македонски јазик. Што зборува на македонски јазик, зборот Македонија значи нешто друго. Па не, види се, по таа теорија, во Лери нова признавањето на Центар за македонски јазик, утреден, не знам, ако некој ептен таму дојде на власт, може да ни тврди дека ние нашиот денешни јазик е грчки. Нели, зависи како гледаш на работите. Плюс хартија трпи секако што видовме, а и потписи се лепат на такви хартии. Но, да се вратам сега на појдовната теза. Овде имало некои луѓе изборувале некаков јазик. Може ли да се случи? Познато ли е некаде во историјата дека дошла една група и на сите што зборувале еден јазик им наметнала друг јазик? При што не зборувам за маите инките и Ернан Кортес во Јужна Америка, тоа се мали групички на нецивилизирани Имале тие своји тотеми, цивилизација, култови и така натака, и зигурати и така натака, но не биле воено спремни да се одбранат од инквизицијата. Но возможно ли е некој овдека да дошол и на јазикот на кој што се зборувало во антика? Стоп, заборавете го, она како на Матрикс. Так на пенкалцето, буп, ти брише меморија и ти одеднаш почнуваш ниже херувими да раскажува. Што вели науката, за тоа ме интересира? Науката се плаши да го спои, да ја спои антиката со она што е бидејќи не е политички опортуно, бидејќи е многу широко прифатена. Знаете како се ја општо прифатена е. И сега но низ историјата имало многу работи што биле општо прифатени на ниво на догма. Так. И после се случувало нешто. Еве ќе ви кажам еден современ пример. Не го знаеш ни ти во однос на сега, мислам, јас сум сведок на еден пример, во однос на заштитата на диалектите на македонскиот јазик, кога се спроведуваше постапката. Комуницирам со катедрата за македонски јазик во Скопје.
И станува збор за елаборати за прогласување на дијалектите за културно наследство, 20 елаборати се, всушност. И што се случува? Доаѓаме до Скопско-Црногорски говор. Значи, северниот. На катедрата за македонски јазик има професори што предаваат српски јазик и книжевност за основните училишта каде што има доминантно српско население, значи овде на Чучер, Сандево и така натаму и така натаму. И разговарат професорите, Маријан Марковиќ, и тој како презиме има како Михајло Марковиќ. Со бела коседен човек, така? Да. И еден од професорите од колегите Срби вика, па да не е тоа источно тимочки. Источно? Источно тимочки. Аха. За Скопско-Црногорски. Добро. Кој одговорот од професорот по дијалектологија од Скопје му вели, заборев како се викаше професорот, Ненад, мислам дека се викаше. Вели, Ненад, знаеш, вика, дека за време на Југославија Божидар Видоевски, како најголем дијалектолог од Македонија, и некој му го заборавив името и презимето, современик на Коневски од Белград, заради мир во куќа во Југославија, се договорија дијалектната граница да оди по републичката, збором за СФР, заради мир во куќа. Зошто? Затоа што повеќе македонски јазични особености како структура влегуваат во Србија, значи како клин оди тоа до Ниш, офаќајќи го и косовскиот дел, отколку српски во нормално е на погранични места да има мешање. Каде некаде едниот влегува, значи не се прави од тоа политички проблем. Точно. Освен ако не си Грција и Македонија или Заев и Ципрас или Заев и Борисов. Паметни луѓе од тоа прават богатство. Точно. И се гордеат. Ние сме според генетика балкански јазик, според реалната структура. Сега гледаш како го решили тоа за време на Југославија. Заради мир во куќа си подале рака за да нема. Значи може би лексиката повеќе влезе на српска во Кумановскиот, но како структура падеже нема во Добро, Врање, Ниш, надолу, така е. Има, но ги губат. Има, ама како во македонскиот. Значи со време сите балкански јазици ќе ги изгубат падежите. Ние нема да доживееме тоа. Ама под влијание токму на македонскиот јазик, постепено ги губат. Сите имаат по 5, по 6, по 4, во зависност од кај се наоѓа. Еве албанскиот има споен инструментал и локатив. Со време, тоа сака векови. Што студентите мислат за твојот повик за борба во борба? Студентите се млади, имаме сега... Фала Богу што имаат професор како тебе сега, како ти кажам, мора некој да те насочи, да те инспирира. Имаат идеи, вистинето, сега имаме и малку студенти, што е за право. Но при разговорот на вистина имаат волја и желба да го бранат македонскиот јазик. Тоа што го имаме барем. Секој сум бил за тоа да биде образованието квалитет, а не квантитет. Не е важно дали има 50, 100. Подобро да има 20, но добри. Поентата сега е да најдеме луѓе што ќе се заинтересираат за работа во историја на јазик. Да, бидејќи таму исчезнува, знае Александар. Богдан, најголем проблем е човечкиот ресурс. Значи, ова што го зборувавме, дали ВМРО повеќе градело или овие помалку работеле, тоа сето се надминува. Кадар не се создава преку ноќ. Така е. Најголемиот недостаток и во лингвистиката, и во заштитата на културното наследство е квалитетен кадар. Вие мора да имате 3 генерации за една професија. Например, имате еден археолог за римски период. Вие мора да имате еден археолог за римски период меѓу 55 и 60 години. Да. Мора да имате еден меѓу 40 и 45 и еден од 25 до 30. За да се пренеси институционалната меморија. Ако вие немате институционална меморија, како ќе градите? Сите ќе работиме PR? Така е. Така е. Значи завршуваме факултет и сите сакаме портпароли да бидеме. Да.
или околу министерот, или околу директорот. Само А ова кадар? никој не сака да го работи. А кадар? А што ќе менаџираме? Океј. Еве ќе биде некој министер, некој ќе биде директор и што ќе работиме после? Пиеме кафе. И што ќе Ќе работиме? затвараме поставки. Океј. Ќе смислуваме како Еве. да ја Да. да ги трнеме обрачите на заштита околу културното наследство. Нешто да се работи. Значи, ако вие имавме една ситуација во еден музеј, стручните кадри како етнолози, историчари на уметност, археолози, договор на дело, Да, администрацијата. ама администрацијата со решение. Да. Не Това е од- страшно. Значи мора да се внима. Ние имаме сега еден, пак успеа Новотни да ја преграби некако, што се нафати да работи на. Нема му даваш историја на еве го ракописот пред тебе да го расчита. Вика, ма какви ќе си магистрирам на копи-пейст нешто? Да. Од овде, од онде за 15 минути. Вистина е А што тоа. е попрва прави се да се клонираш, да ги истражуваш тие 2000 од Слепче или не знам, Да, не, но или самите да што- одиш да истражуваш во антика или да не знам нешто трето да правиш просто не знам мајко му стара ни фалат луѓе на секаде, ама секоја Човечки ресурс, најголемиот недостаток во тоа е и во Македонија културно наследство, е секаде. и во медицина, и Човечки во ресурс. образование, и во Секаде, Но да. генерално веројатно треба односот да го смениме кон државата за да не е ова да смениме однос кон една гранка, дека не знам. Не, ова е сеопфатно. Генерално вирусот во системот е. Ти го цитираше Линколн во некоја од твоите колумни кој што зборува за че се ако успеам да го. Не, Томас Джеферсон мислам беше. Еве го. Писмото до Линколн, да, Джеферсон, веројатно. Томас Да. Джеферсон. Што ќе ја снајде земјата, ќе ги снајде и Така нашите е. деца. Плука ли човекот на земјата, плука... Не, тоа е писмо до Абрахам Линколн од Да. индијанскиот поглавица Сиетл. А, точно. Да. Тоа беше специфично. Индијанскиот поглавица го учи Линколн и тоа го учи нешто многу Да. вредно. Голема мудрост или институционалната меморија на... Инаку ако тој сакаш извадок, тој пасос е извадок од писмото испратено до Абрахам Линколн 1854 година, кога белите луѓе сакаат на црвените луѓе да им ја земат земјата и да се прогласат собственици. Убаво одговара индијанецот затоа што никој не може да биде собственик ниту на воздухот, ниту на земјата, ниту на морето. За жал немале, мислам за жал. За нивна жал немале оружје со кое што ќе се спротистават и она што им се случило, нели, се случило илјадници пати низ историјата, но еве за наша среќа во моментов имаме држава, имаме како да се бориме за оставштината на нашите предци, бидејќи е важно да ја пренесеме на Само со деца. посветена работа. Да. И со стручност и со компетентност. Со пиар и со портпароли тешка работа. Ова го спомнуваш торпат во фелата, имате така луѓе кои што се повеќе насочени кон Не, сите сакат да менаџираат со информација, а кој ќе ги создаде информациите? Апсолутно, да. Значи некој треба да ги создаде информациите. Јас затоа вака се трудам да се обкружам со луѓе кои што Еве- создаваат Еве и ќе ви кажам, наоѓаат. Михајло го ја спомна книгата моја за дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство. Тај повеќе правна отколку што е лингвистичка книга, но јас извадов производ. Само кога имаш производ, можеш да Така е. комуницираш. Не, ама може, многу важно, може да се повика некој. Јас Да. затоа велам, кај нас, еве да тоа што и преска и Богдан го рече. Да. Да не бил Мисирков. Рацин, сега да не ги редиме Да, сите да. со ред, да не биде предавање Конкретно бидејќи класично. Конески го спомна ми текст, да да. не биде, ако не биле ти немаш документ. Ако Михајло оваа статија велам без разлика колку мал придонесе. За 50 години некој ќе рече, еве некој пишал дека македонскиот, дека Така е. бугарскиот е регионална норма на Е, па, македонскиот. тоа- Има документ. Значи веќе станува Да, тоа сакам културно да наследство. тоа сакам е. да го кажам затоа што јас ја извадов книгата и во Белград веќе ми направија приказ на книгата. Што значи Во- тоа? Приказ? се објаснува книгата во Аха, вкусица. аха. Всушност ја приказ. ја Ја рекламира, промовира. Ја промовира. И тоа во списание Тоа значи дека ја прифаќа научната фела, дека вака, значи приказот го прави дописен член на Српската академија на науките на уметностите, се вика Билјана Сикимич, професор доктор од Балканолошкиот институт и приказот го прави во
стручна периодика што се вика Savремена српска фолклористика број 10. А издавач е нивната национална библиотека. Значи, секој труд, секој квалитетен производ сам си го наоѓа пазарот. А конкретно докторскава дисертација, сега каков е патот да ова ти го изложиш, го приложиш на ке лупнам се, на Сорбона, на Оксфорд, на Кембридж, на... Па не знам каков е патот, затоа што ова е старословенски јазик. Ова не е современ јазик. Треба најеш веројатно некој славист од на кој што би се заинтересирал. Да, кој би се за заинтересирал да се направи конекција, добар менаџер како Александар, кој што би ги вршел овие работи сите, за ја да можам да пишувам, да го дотерувам, треба човек кој што ќе се грижи за вакви работи. Треба прво држава која што ќе го стави прво треба да се објави од национален интерес, да го стави својот подпис и печат. Ама не е од национален интерес. А што е од национален интерес? Не, ова е твој тесен фамилиарен интерес. Да, за тука дома. пишува за дома. Ти си истражувал до 9 век како Како вели, нас ни требаат сега. Ги имаме, фала му на Господ, генерации и млади. Многу млади генерации има кои што навистина се тврдокорни по однос на идентитетските прашања на Македонија. Тешките времиња создаваат цврсти. Треба да го сочуваме она што го вели Мисирков. Што вели тој? Во однос на јазикот, мене тоа најмногу ме интересира. Да сочуваат некој својот народен јазик и да го бранит као светиња, значи да остане он верен на дуот на своите прадедовци и да уважаат се што имаат оди направено за своето потомство. Да се откажи човек, као сега што го правиме ние циркузот, од својот народен јазик, значи да се откажи он и од народниот дух. Со тоа само се објаснуваат сакањето и усилијата на покорителите. Да направат покорените, да се откажат од својот јазик и да изучат на негово место нивниот. Исто така како со тоа се објаснуваат упорството на покорените народи да сочуваат сето свое духовно народно наследство, а особито јазикот. Продолжеток, континуитетот, еве го 903. Еве го Коста Рацин, го имам со силни пораки кои што ги праќа до народот. Овде го имам денешното прашање Коста Рацин го имал тогаш. Македонци или македонски българи? Нели сега го имаме истото во устав како што таа политика, мене тоа не гледам често. Што вели тој? Дали сме македонци или македонски българи? Тој мора да му објасни на народот. Не зборуваме ние за само прост народ. Зборуваме како сега. Народ кој што е под пропаганда исклучително силна. Тогаш да. Вие гледате што се прави. Не само вие ако чепнете мене, ако ме чепнете сега, и ја да речам јас сум бугарин, доаѓа авионче, доаѓа со суд. Да. Стан, вработување и се. Што вели тој? Плюс тоа и под окупација, не само под пропаганда. Дали сме македонци или македонски българи? Се прашајат мнозина наши постари другари и одговарајат. Ние сме македонци, ама не како определена нација, национално сме българи, оти македонска нација нема. Тоа го дава како теза која што ја слуша он околу себе. Но вели, така одговарајат тие наши другари на ова толку важно прашање за нашата револуционерна тактика. А таков одговор давајат и противниците, идејните адвокати на българскиот империализам. И при това, и едните и другите си служат со такави историски и други аргументи да ги пометуваат мнозина наши помлади другари. И вистина, да се препираш за верноста на тие аргументи и да докажуваш нешто противно, положбата во која што сме сега, да се докажеме дека има. Тешко е и само прави поголема бркотија. Јасно е дека ние сме македонци, а не македонски българи. И јасно е дека против тоа се борат свесно и българските и српските империалисти и дека несвесно им служат оние наши другари што ни одречуваат правото да се сметаме национално македонци. Ова се случува значи помеѓу 40-45 година. Дали ние го имаме, ама и истиот проблем и сега. Дали имаме македонски некои си бугари? Повторно. Не само што го имаме истиот проблем. Имаме одродени луѓе. Ја имам сега, дали е со ова врзано, дали не е врзано. Анонимни писма се испраќаат до професори мои, до факултетот против мене, приватни навреди и до тебе можете од искуства ти кажам. Ама Ичда не ти е гајле. И не ми е. Затоа што ме прави поблизок тоа, ќе ми се јавите, речеш, знаеш, само ми стигна нешто,
Да знаеш целосна поддршка. Затоа треба вложување во човечки ресурс, за да не се дојдеме до вакви работи. Ама и не само тоа, него и генерално кога со искрена жар и страст го работиш нештото, како да ти кажам се, критиката добро повели, добре дојдена и конструктивна, па и онаа другата нека се каже кој што има да се каже. Статијава што ја споделивме во Бугарија што ја објавиле има 13.000 реакции. Ова ќе е почеток на нешто занимљиво и интересно на нели на сето ова поднебие и веројатно ова е најдобриот крај за вечерва со цитати на Мисирков и Рацин до сите оние кои што може би помислиле дека ова се небитни теми, неважни, ајде уште ли, до кога ли, што ќе докажуваме, кому ќе докажуваме. Имам да ви порачам дека Мисирков и Рацин не важат за глупаци, туку луѓе кои што знаеле и што прават и како прават и зошто го прават и многу пред времето. Да, луѓе чии зборови ден денес звучат како да се кажани вчера или како да некој ќе ни ги каже утре. Тука мора да привршуваме, просто да ве прашам да не нешто сум пропуштила, сакате да кажете вака нареден пат. Се разбира дека да, но историјата ја дипломирав, Бране ми пиша 10-ка, со лингвистиката допрва ќе почнам да се занимавам малце поозбилно. Па Мисирков полесно го разбирам него тетовци сега, извини вака. Тоа на крајот имаме. Имав овде мала споредба само Не. Да. Не, тоа може да се разлече многу по однос на бугарскиот јазик. Не беше овде, беше овде. Еве, имам овде. Значи, не сум го направил ова, некој многу попаметен од мене. Македонски лексеми, бугарски лексеми и руски лексеми. О, јас што го гледам, ни една не соодветства со македонска, а руски и бугарски исто. Не една, значи, јас со Александар сега нешто работевме, не може закажување, кај што извадив ја лексеми преку, го исправам да ви дојде, преку 120 лексеми, различни неразбирливи на македонски јазик. Ова е од аспект на теоријата кој чив татко, мајка јазик е и не е. Прашање, вопрос. Герој. Добива, получи. Вежба, упражнение. Службен пат, командировка. Ама за ова има и објаснување. Нели има зошто имале толку, објаснување зошто е тоа така, зошто имале толку кодификации, кој ги правел тие кодификации, во кој историски контекст, какви биле плановите на царска Русија во однос на Балкан и така натака, и тоа науката си го кажува и тоа, нели, разбирливо е. Ама ќе ти дојде Захарија ќе каже, Богдан, некогаш треба не само стручно да се гледат работите, некогаш и малку и психолошка гледна точка да се гледаат. Добро, и тоа има историски контекст. Затоа што овде, вака по моје гледање, овде се работи за длабока колективна потисната фрустрација. Да, и сега ние ги осеќаме плодовите на таа потисната фрустрација. Кој е причината? Треба самите да си одговорат, но ама не за сега и нас, затоа и ние треба да размислуваме на тоа, едноставно така е. Да повториме дека македонскиот јазик овој не, но тој старо македонскиот јазик е мајка, татко на сите словенски јазици. Михајло Марковиќ, професор на Универзитетот во Тетово, благодарам, магистар Александар Јордановски, фала многу на се што имаше да споделиш со нас од твојата најтесна експертиза. Да не звучи како празна флоскула, стварно муабетот може да тече до бескрај, онако уште 700 прашања ми се отворија во меѓувреме, ама оваа добра дружба ќе ја повториме и некој следен пат. Дури и сега размислуваме и на амалгами, некој пат и Бране да го седнеме тука за да ги опфатиме. Па ние сме тим со Бране. Бидејќи сте тим, ќе ви кажам, јас сега имам една идеја, токму саботниот термин во иднина малку поразлично да изгледа, ама сега вие вашите истражувања ги таите, јас ова во право време ќе ви кажам, но мислам дека ќе измислиме еден формат во кој што ќе се споиме повеќе луѓе и ќе се гледаме на редовна база, кога може и ќе имаме ни така интересни амалгами што ќе продуцираат. Само да кажам за бидејќи Бране го спомнуваме неколку пати. Јас сум лектор на делото негово на Бране Светозаревиќ, но човек не може да биде имун на такво дело, затоа што тоа не е упатство за
работа со моторна пила, тоа Така е материја врвна. Јас бев толку инспириран, иако не сум историчар, напишав една рецензија за него и напишав една колумна, токму произлезена од неговото дело. Значи, тоа е можеби едно од најдобрите дела воопшто во Македонија создадено. Ќе ги споиме силите во некоја следна прилика, не многу далеку од денешниот ден. Уште еднаш ви благодарам на двајцата. Благодарам. И ви благодарам на сите вас кои останавте до овие ситни сати заедно со нас. Верувам дека барем на вие што се определивте да не ја гледате Цеца Ражњатовиќ, туку оваа емисија ви беше интересно и ја оправдавме вашата доверба и оваа вечер. До следното гледање, петок по 22:30 стандардна рецептура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте собствени заклучоци и особено со внимание слушајте ги и анализирајте ги луѓето кои со страст го работат она што го работат. Тие луѓе најчесто ги прават чудата на денешното време. Добро на Македонија, до следниот пат, главата горе.